Доколку те пронајде ова видео, знај дека овдека има порака за тебе. Ова ќе биде енергија која што се надевам дека ќе биде во твоја надлежност и ќе влезе како енергетска вредност, каде што и ќе те просветли, но и ќе дознаеш нешто што ќе биде во твоја енергичност, да знаеш како да се справиш со случка настан кој што ќе биде во енергија да оваа порака ти наговестува нешто што ќе се случи, ќе земе замав, ќе биде енергија да нешто промени во твојата рационална енергетска вредност, но и во твојата срчана енергија. Знај дека оваа порака ќе биде една оптимална енергетска вредност, каде што и во претходниот период кој што си бил во енергија да си барал љубов, агапе љубов, безусловна љубов од персона која што имала замрзнато срце, енергија каде што и некој од вас живееле за љубов, но оваа персона гаела енергии на емотивности, но била замрзната енергетска вредност, каде што и била ладна персона која што не можела да се одлучи за вас или пак не можела да влезе во енергија да ви понуди безусловна љубов. Знајте дека вие се ослободувате во наредниот период од оваа персона или пак незиното енергетско влијание врз вас ќе биде во енергија да добиете една огромна енергетска вредност, да знаете тоа што е во вашата енергија, да таму каде што и го насадувате плодот на моментални случувања, да знаете дека вие сте плодот на безусловната љубов, каде што и живеете за љубов, но не живеете за персона која што не е одлучна во неговата енергетска вредност. Знај дека слободноста или пак она што ќе ве ослободи, ќе биде во енергија да бидете во ваш раст и развој, енергија да пораснете на енергетско ниво, да знаете колку сте вредни на универзумот и колку можете да бидете безусловно сакани или пак да доживеете една безусловна љубов од светлосна енергетска вредност, да знаете дека сте почитувани и сакани од универзумот, доколку сте граделе една енергија или пак една слика, да оваа персона ви создала слика на неспоразум во вас сами или пак енергија да се прашувате дали сте биле достојни за оваа љубов или пак дали вие поседувате љубов онаква како што и барате. Сега овие карти и универзумот ве уверува дека вие сте на прав пат во ослободување на негативна енергичност од оваа персона и да знаете дека во вас е всадена потенцијална, безусловна, љубовна енергија. Енергија како што и ќе треба да ја доживеете на прав начин во наредниот период. Вашата креативна моќ ќе биде во енергија да простите на оваа персона. Енергија да сватите и разберете колку сте вредни и во каква енергичност сте во наредниот период. Да простите на оваа персона и да знаете дека вие сте посакувани, вие сте љубени од универзумот и вас универзумот ви дава една безусловна љубов каде што и живеете за љубов, но и универзумот ви уверува дека плодовите на љубовта се насадени во вас. Вие сте во енергија на добробит, на креативна моќ во вашата енергетска вредност, каде што ослободувате стари принципи на размислување или пак негативности од оваа персона. Простете на оваа персона затоа што простувањето е дел од безусловната љубов на универзумот. Оваа енергичност ќе ве врати во потенцијално верување за себе, да знаете дека на вашиот пат ви следува нова љубовна енергија, каде што и ќе добиете една безусловна љубов, како што и посакувате, но пред да ја добиете, треба
комплетно вашата креативна мок, да ја усогласите со простувањето и простувањето сами на себе, но и простувањето на оваа персона која што ве инфицирала со неговата дволична или пак ладна енергетска вредност, значи негативност. Ајде да видиме што сакаат и овие карти да ви порачаат за денешниот ден. Енергија промени. Настануваат промени на вашиот животен енергетски дел, промени во вас сами, енергија каде што и ќе се одвијат огромни промени на моментални случувања каде што и ќе пригрлите промена која што води кон едно благо и добро утре, а тоа е простување, да простите сами на себе, да простите на оваа персона и да знаете дека промените настануваат во вас сами, првим во вас, а потоа и ослободување, каде што и две карти ни потврдуваат дека слободноста ќе биде во енергија на да доживеете персонална слободност, да бидете во енергија да бидете во своја слободна верзија, да се одврзете од стар принцип на размислување, да простите некому доколку не бил искрен со вас и ви ја потиснал вашата безусловна љубов или пак енергија на љубовна вибрација која што била ваш сон, но оваа персона ви ја оневозможила, значи ви ја блокирала слободоумноста и со новите кои што сте ги имале за вас и за вашата безусловна љубовна енергија. Вие ќе бидете во еден огромен тек, во течење каде што и вашите енергичности ќе доведат до една огромна, флексибилна, моментална состојба каде што оваа транзиција, оваа промена ќе се случи во вас сами, а тоа ќе биде последователно во тековна енергетска вредност. Да бидете разумни, да пригрлите сето она што универзумот ви го подарува како енергија, да бидете во простување сами на себе, за да можете да се ослободите, но и да се ослободите да верувате во својата љубовна енергија, значи да се ослободите од негативностите кои што оваа персона ви ги нанела во изминатиот период. Тоа што не го гледате, драги мои, е енергија да сватите и разберете колку сте енергија на интуитивност, да бидете мудри, да ја следите вашата интуиција и да бидете во ваша рационална, слободна енергетска вредност. Спомените ќе ви останат само спомени, но негувајте ги за да можете да преку спомените опростите некому и да сакате и да се сакате сами себе. Значи, негувајте ги спомените со саканите. Можност да оваа персона е од вашите редови на пријатели или пак пријатели кои што ги доживувате како персони кои што ви се најсакани, фамилиарни вредности, за други пак од вас ке значи дека оваа персона е ваша фамилиарна вредност каде што и ве повредува, но е во енергија да му опростите или пак да ја опростите, затоа што тоа е врвна енергетска вредност за сите вас, да бидете во подготвени на промена, каде што и ќе дознаете за вашата креативна мок кој што ја создавате во вашата консиузност или пак во вашата рационална мисловна енергетска вредност, да визуализирате една креативна мок каде што и ќе простите доблесна енергија на универзумот кој што ви дава безусловна љубов за сите вас. Драги мои, се надевам дека оваа порака ќе стигне до секој кој што и треба да ја послуша во ова време. Поздрав!